Колеги, денеска на Министерот за информатичко општество и администрација му доставивме предлог во името на ЗНМ, ССНМ, МИМ и Центарот за развој на медиуми, со кои нудиме начин како да се одвива дебатата за Законот за медиуми. Ние сме заинтересирани за овој закон, затоа што имаме обврска пред нашите колеги да биде донесен добар закон кој што на некој начин ќе ја предодреди иднината на македонските медиуми во наредните години. Нашиот предлог се состои во тоа што ние инсистираме дебатата да биде сеопфатна и да ни се даде можност да го анализираме законот, да разговараме со нашите колеги и се разбира после тоа да ги сумираме тие сугестии и да ги доставиме до владата. Ние инсистираме законот прво владата да го објави, рокот за донесување на законот да го продолжи за 3 до 5 месеци и се разбира резултатите од дебатата да бидат земени предвид и нашите забелешки да бидат вградени во конечната верзија на законот. Сакам да ве потсетам дека ваквиот пристап на владата кој што сака во кратки рокови да го донесе законот за медиуми за нас е неконструктивен. Сакам да ве потсетам дека во рамките на диалогот што го имавме со владата во изминалите 2 години, владата не почитува ни еден од тие заклучоци што сме ги договориле. Прво беше дека медиумската легислатива ќе биде изменета во правец на вградување на директивата за аудиовизуелни услуги и препораките на Советот на Европа. Со сегашниот предлог закон кој што владата го нуди, имаме сознание дека се проширува опфатот. Исто така владата во изминатиот период презема обврска пред работната група на ЗНМ и владата да дојде да го објасни законот. Тоа никогаш не го направи. Исто така во текот на овие 2 години владата на 2 пати се обврза дека ќе го објави законот за медиуми на низината веб страна и тоа и покрај нашето инсистирање без никакво објаснување тоа досега не го направи. Ние сме заинтересирани за конструктивна отворена дебата, меѓутоа не сме спремни да легитимираме еден процес кој што не гарантира дека дека ќе имаме време прво законот да го анализираме, да обавиме дебата со колегите и секако да спремиме аргументирани сугестии и предлози до владата, а уште повеќе сме заинтересирани тие сугестии да бидат прифатени. Ако не се прифати овој наш пристап, тогаш одговорноста е на владата. Ние сепак веруваме дека владата ќе го смени пристапот, ќе свати дека овој закон е пресериозен и дека од него практично не се решаваат не се вградува само директивата на Европската комисија, туку е можност да ги решаваме нагомиланите проблеми низ годините. Ако има волја сметам дека ако има владата волја, со овој закон може да решиме многу проблеми. Министерот Весими на брифингот минатата недела најави дека токму оваа јавна расправа ќе ја презентира пред Филе утре како аргумент зошто Македонија напредува во сферата на слободата на медиумите. Дали може би овде некакви притисоци од таа страна или од Европската комисија, од незините представници да учествувате во оваа расправа? Ние на представниците на Европската комисија и на сите странски амбасади во Скопје им објаснивме дека сме многу заинтересирани да учествуваме во ова дебата, меѓутоа инсистираме на минимум услови за да може таа дебата да личи на него. Ако вие сметате дека ова што денеска се случува е дебата во услови зборуваат за законот, а ние уште не го знаеме законот, тогаш проценете сами.